Значи денес повторно ќе слушаме нешто за нашата голема тема живот без страв. Минатиот пат, односно во првото предавање, зборувавме за тоа што човек кој го сваќа Бог и Светото Писмо сериозно и кој се определил да верува во Исус Христос и да му го предаде животот на Исус, тој има вакви ветувања од самиот Бог. Значи, стравовите, проблемите, крижите во животот можат да се однесат кај едно соодветно место, кај една соодветна личност, и тоа е самиот Бог. И тоа е, рековме дека живот без страв е до некаде можно, реално, ако го имаме тој личен, близок однос со живиот и вистински и верен Бог. Семојкен Бог. Кој сака да влезе во еден однос со нас, каде што тој се определува да се грижи за нас. Имаме во Библијата стихови кои велат Бог е за нас. И ако Бог е за нас, кој може да биде против нас? И тоа Бог е семојкниот жив Бог. Значи, ако сум еден од тие што сватија кој Исус Христос и одлучив да му го предадам животот, имам јас такви ветувања и јас ова го пробам и го доживеам веќе, одам пополека према 50 години, ајде 40 плюс години, и многу луѓе го имат ова доживеано, дека Бог дава мир и во проблеми, во притисоци, и ги зема грижите и ги пази нашите срца и нашите мисли во Христос Исус. Сето тоа, значи, е дел од еден вистински однос со Бог преку Исус Христос. Не е тоа техника, рековме, туку однос, врска. Минатиот пат зборувавме за нешто уште по-крупно, можеби по-страшно, страв од смрт. Дали има одговор на тоа или за тоа? И таму видовме во Светото Писмо изјави како ова. Нашиот Спасител Исус Христос, јас цитирам извадоци, од еден контекст, тој ја уништи смртта. Смртта, големиот уништувач, самата е уништена. Според изјавите на Светото Писмо. Христос ја уништи смртта и осветли живот и безсмртност. Безсмртност. Значи Бог се осмелува, се осудува да ми вети, да ви вети живот и безсмртност. Јас не би го кажал тоа. Јас не се осудувам, ама Бог се осудува. Тој кој може тоа да го исполни. Како ќе стапам јас, како ќе исползувам тој живот, тој вечен живот и безсмртност преку Евангелието. Евангелието е радосната вест за Исус Христос. Тој е од Бог испратен како Спасител за нас. Значи, добрата вест е Исус и што тој направи за нас. И што сака тој да направи за нас уште. Значи, вакви изјави имавме и сакам пред да читам уште еден стих, да ве прашам дали знаете што е ова. Биолозите напред. Кој е често во шумата? Мај. Од брусничка населба нагоре во шумата, какво дрво таму преовладува? Од време на време, ама воглавно. Ова е чичка, датура старомониум латинско име. Браво, и сега кажи на македонски. Чичка. Чичка, од кој дрво? Не е дрво, ова е трева растение. Не, ова, окей, слушај, ова идеја, не е важно да не почнеме дискусии. Значи ова, да речем, ова е семе на бука, окей?
ne znam kako se vika, čička veliš? Ne znam, ne. Semena buka koga se otvori ova izleguva. I ova koga ke padne vo zemljata, nekogaš ke stane buka. Prekrasno, golemo, veličestveno drvo. Ja. I prvo, sve to počnuva so ova semeto. A semeto izgleda sosema različno od posljednji od proizvod. Se razlikuva vo suštinski nešto i pokraj toga što programata za ova je vnatrevo semeto. Ama ova go napraviv, da gledame što ušte veli Svetoto pismo, Bog, vo Svetoto pismo za to što smrta je uništena, porazena. To je zboruva za jedno voskresenje. I to je veli naši odsegašen život je kako seme, što se seje, a posle ke stane nešto poinakvo, se razlikuva. Život od posle voskresnuvanje od ovaj život. Da li je razbirljivo? Ja? Ok. Apostol od Pavle go upotrebuva ova vo prvo Korintjanite. Sakam da vi preporačam, ako sakate da znajete što veli Svetoto pismo za voskresnuvanje od mrtvite. Čitajte go ova, prvo Korintjanite, vo Novi od Zavet, glava 15, vo celost, doma, kontekst, kje vidite mnogo ubavi ravod. Kje vi bide kjev posle. Ja? I taka, to je veli, se seje vo razpadljivost. To je naše to segašno postojenje. Za žal, nije sme razpadljivi, smrtni. Ama se voskresnuva vo nerazpadljivost. Nerazpadljivost. Se seje bez čest. Znajte što stanuva od čovjek od kako što stare i kako što se razboluva i pred smrta ne baš mnogo ubavo. Ja? Ama Bog ima jedno voskresnuvanje i to je vetuva to, ke bidi vo slava. Se seje vo slabost, voskresnuva vo sila. Bez da odiš vo teretana, ok? Vo sila. Ja samo sakav ušte jedno, da vi pokažem nekoj od tije čudesni vetuvanja, što gi naogjame vo Svetoto pismo. Ne znam, da li možem da bi otvorim apetit, da si velite, ja sakam samio da čitam. Čitajte, na primjer, prvo poslanje do Korintjanite na apostol Pavle, 15. glava, da vidite ušte mnogo poveki. Takvi vetuvanja dava Bog. I znajte, koga Bog kažuva nešto, to je istina. Jaz mnogo tuka jednostavno zboruvam, ok, mnogo jednostavno. Koga Bog kažuva nešto, to je istina. I toga siti sme nije isti. Isti od Bog, niko kažuva ova. I jaz i vije imame sega jedan izbor. Da li go shvaćam seriozno Bog ili ne. Ama Bog zboruva i kažuva prekrasni raboti v odnos na našite najstrašniji problemi v životu, smrta. I tvrdi toj, smrta je porazena, uništena. Vo Hristos. Kako učestvujem jaz v takvo nešto? Bog veli, primi go Hristos i ova je tvoje. Mnogo jednostavno zvuči to. Ne. Ama taka je. Koga zborujem za Bog, danes pijev kafe so jedan prijatelj i to mi kažuva še nekaj raboti i mi tekna. Znajte, koga zborujem za Bog, zborujem za toj Bog koji se otkri vo Svetoto pismo, vo Biblijata. Ne toj Bog što nije može bi si go konstruiravme vo naši od ili vo naši tej želbi. Bog, živiot, sozdatelj na vselenata i na se i na nas, se ima otkrijeno vo Svetoto pismo. Za toj Bog zboruvame. I toj stoji za svojite vetuvanja i garantira za nivno to ispunjuvanje. Ok.
Сега тука ви дадов некој стих од Светото Писмо. Може би вие велите дојдов тука и тој ми кажува приказни, бајки, воскреснување од мртвите. Кој го видел такво нешто? Ja? Видите, се ближи пак Велик ден. Не знам колку мина од вас на Велик ден ќе велат, 12 часот на вечер, односно полноќ, што се кажува? Христос воскресе. Другиот вели на вистина воскресе. Дали е на вистина така? Ако е тоа така, тогаш ова е сосема за верување. Ако Христос не воскресе, и тоа е само некоја измислена религиозна традиција, тогаш можете сега да одиме кон пиење кафе, да се поздравиме со насмевка и да си одиме дома. Тогаш јас немам ништо да кажам. И не постои одговор на прашањето за живот и смрт. Значи, ако знам дека јас слушнав за Христос, за Исус, и добив информации, и сметав дека тие се за верување, и одлучив ќе го примам како мојот личен Господар и Спасител, знам дека моите гревови се простени и јас имам нов живот, кој од сегашниот живот ќе се разликува и нешто вакво ќе бидам, нешто прекрасно, силно, нераспадливо, славно. Ќе личам на воскреснатиот Исус Христос. Тоа е Божјата цел и тогаш знам јас одам таму. Таму одам јас, со сигурност. Тоа е моето очекување за иднината после не знам колку време, ама кога ќе заминам од овој свет. И јас имам намера, со ова очекување да го напуштам овој свет. Ако ќе имам момент да размислувам, окей? Јас не знам што ќе се случи и кога, ама јас знам во Христос ова ме чека. Не да станам бука, ме разбирате? Туку да станам нешто според Божјо ветување, силно, славно, нераспадливо, што личи на Исус воскреснатиот. Тоа е Божјиот одговор за прашањето страв од смрт и како живеам без тој страв. Денес нашата тема е од страв во мир. Како оди тоа? И ќе зборуваме за темата мир со Бог. Преге овај стих беше Божиот мир во моето срце. Бог дава мир во тешки услови, во проблеми, сепак да има мир во срцето. А сега зборуваме за мир со Бог. И, чекај, ова морам да скокам пак напред. Еве, мир вам. Знаете кој го рече ова? Исус, после воскреснувањето, кога прв пат се сретнал со своите ученици. Јас сега тука морам да, чекај, ќе морам да ја прекинам шоуто и да одам тук. Чекај, зашто ова не излегува? Значи, нашата тема од страв во мир. Ние се наоѓаме на првиот ден на неделата, денот кога Исус воскресна од мртвите. А вечерта, на истиот прв ден на седмицата, додека вратата, каде беа собрани учениците, беше затворена поради страв од јудејците, Исус дојде, застана насреде и им рече: мир вам. Страв. Учениците беа уплашени и покрај тоа што веќе ги имаше први објави дека некој се сретнал со Исус воскреснатиот Исус. А сепак се кријат, страв имат од прогонство и се заклучени дома. Не знам дали со клуч, дали со лост, не знам тогаш како функционираше. И сега
во Јовановото Евангелие, само го додадов да гледате луѓето беа уплашени од разни страни. Во Евангелието според Лука го читаме ова. И додека тие уште зборуваа за тоа, првите средби со Исус, како воскреснат, сам Исус застана меѓу нив и им рече: мир вам. А тие збунети и уплашени мислеа дека гледат дух. А тој им рече: зошто сте збунети? И зошто се јавуваат сомненија во вашите срца? За жал долу не се чита од назад. Погледајте ги моите раце и моите нозе, јас сум тој. Допрете ме и видете зашто духот нема месо и коски, како што гледате јас дека имам. И кога го рече тоа, им ги покажа рацете и нозете. А бидејќи тие од радост уште не веруваа, туку се чудеа, им рече: имате ли тука нешто за јадење? И му дадоа парче печена риба и мед со саќе. Тој го зеде и јадеше пред нив. После текстот продолжува, јас еден дел исеков. Поминуваат 40 дена со средби со Исус, после воскреснувањето, со разговори, со дружења, дискусии и сето тоа. А на крај Исус заминува пред очите на учениците од Ерусалим, Маслиновата гора, во небото. И така вака завршува, а тие му се поклонија, падна на земја и се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа постојано во храмот, фалејќи го и благословувајќи го Бог. И диме сега се враќаме. Можам јас? Можам јас да видам како се враќам. На китију, на вистина. Гледате, малце фаќам доверба дека можам и јас. Океј, good. Овој настан завршува со голема радост, а почнува со страв. Исус се јавува, доаѓа кај нив, низ затворени врати. Како е тоа можно? Тоа е тоа воскреснатото тело. И неговата порака беше мир вам. И знаете, тука се исплашени, уплашени луѓе, и такви сме и ние. Такви сме и ние. Не знам кој се прави многу храбар. Јас не. Јас ви кажав само каде трчам јас со моите стравови и грижи. Знаете, има луѓе кај велат: Господ не ми треба. Океј, а стравот пак го имаш, а немаш одговор како ќе куртолиш од него. Грижите пак ги имаш, само немаш реален, вистински излез од тоа. Сега Исус доаѓа и вели мир вам, и тој мир, за тој мир сега зборуваме. Бог го нуди тој мир, тој им го нуди на оние кои сака да го има тој мир. Кој сака да остане во бунт против Бог, не го добива тој мир. Знаете, се информирам малце за она што се случува во светот и знаете дека има војна во Украина, Русија-Украина. Изборуваат, едните велат, треба да имаме преговори за мир. Ама има една страна која вели не, нема мир, ние не преговараме со овие. Додека ова е на власт, нема преговори, не ни бараме мир. Ке се тепаме додека не. Значи, кога не сакаш мир, ќе остане состојбата на војна, на бунт. И ако ние луѓето го имаме тој став, јас сакам да останам во мојот бунт против живиот Бог, тогаш е јасно кој на крај ќе изгуби.
Колку и сега да мислам, колку јаки аргументи, колку тоа не ми треба, колку сум cool, колку сум, не знам, паметен. На крај, ќе заминам од овој свет, едно човече што го напушти животот. И јас сум губитникот. Значи, Бог ни нуди мир и Исус, кога прв пат влегува кај своите пријатели, следбеници, ученици, вели, им нуди веднаш мир вам. Што сака да каже тој? Најважната порака негова. Еден стих од посланието до римјаните, апостолот Павле вели, бидејќи сме оправдани преку верата, оправдани значи прогласени, после ќе објаснам, како праведни. Имаме мир со Бог преку нашиот Господ Исус Христос. Имаме мир со Бог преку Исус Христос. Кога го имам Исус, имам мир со Бог. Веќе го имам тој мир. А сега што значи тоа? Мир со Бог значи твојот случај пред Божиот суд е завршен. Пред Божиот суд ти си најден како виновен и си прогласен како праведен. Тоа е чудна работа. Пред судот обично, кога те наоѓат виновен, ти искажуваат мерка казна, не, така, не знам, тие зборови технички не ги знам, мерка, затвор, притвор, парична казна. А мир со Бог значи Бог те најде виновен и тоа е докажано многу јасно и после те прогласува како праведен. И нема веќе да те гони судски, правствено, не знам, судски. Ja? Значи, мир со Бог значи ти имаш потполно простување на сите гревови, минати, сегашни и идни веќе. И живееш во близок однос, близко заедништво со Бог. Доживееш дека Бог те љуби, се грижи за тебе и те заштитува. Тоа значи да имаш мир со Бог. И сега прашуваме како е тоа можно? Зарем Бог е корумпиран? Ако виновен човек после се ослободува и се прогласува како праведен, кај нас тука тоа мириса многу за корупција. Корумпирано правосудство. А кај Бог дали такво нешто е можно? Дали Бог мижи за двете очи и не ја гледа вистина? Еден стих ни објаснува што се случи. Таму читаме во посланието до Колосјаните, зашто во Него, во Исус, и сега благоволи, таму се користат малце такви зборови, благоволи да живее сета полнота Божја. Со други зборови, Исус е Бог. Тој човек кој тогаш беше на земја беше и самиот Бог истовремено. И преку Него да измери кон себе се, творејки мир преку крвта на Неговиот крст. Значи, тука читаме дека Исус на крстот, кога умрел, правел мир помеѓу Бог и нас. Исус беше распнат и висеше меѓу земја и небо, како посредник. Кренат горе на крстот виси тој помеѓу нас луѓето, виновни бунтовници против Бог, секој на свој начин, секој од нас на свој начин, бунтовник и виновен пред Бог. Исус таму виси и ја носи нашата казна. И прави мир за праведниот, некорумпираниот Бог
da može poslije nam da ni prosti. Toga go čitame. Isus, Bog, preko Isus, nas ne izmiri so sebe. Ne razbirate, od Božjata strana, toj vek je napravi mir. A golemo to vprašanje ne je, da go razpoložime Bog, da saka da ima mir so nas, tuku, kako može Bog nas da ne razpoloži, da go prihvatime nije toa. Zato go imame ova predavanje, ok? Bog ne morame da go ubedime, da saka da ni prosti, da saka da ne ima, da saka da ima mir so nas. Ama, nas. I sekoj, koji go našol ova, može da vi kaže jedna dolga prikazna, što ne moraše da se sluči, dodeka ne dojde do jedno vistinsko obrajkanje kon Isus Hristos, kada što toj čovjek konečno go napušti otporot i go prihvati ovo. Tukaj je problem. Ne vo Bog, tuku vo nas. Znači, Isus napravi mir. I toj, koga se javuva, kaj svojite, prijatelji, veli ova, mir vam. Toj doagja od grobot, a pred grobot beše na krsto. Toj doagja kajniv i veli lugje. Znajte što napraviv? Mir! I toj mir bi go proglasuvam vam. Mir vam! A tije, vek je veruval u nego, to važiše za njih. A nije se ušte morame da odlučime, da li sakame da veruvame v onaj Isus ili ne. I na koji način? Pa na opšt način, koji ne veruva v Isus na nekoj način, ne se raboti za to. Ok, zašto mi treba mir so Bog? Zarem ne možem tako neutralno da živim, znaš da ne stana mnogo, da ne se zanesuva mnogo po ova vera, da živim neutralno, pošteno, pristojno, da ne preteruvam, kaj 40, koga piši, da najmnogo 60 da vozam, da sam umeren prekršitelj, i tako da si živim neutralno. Ne, neutralno ne postoji kaj Bog. Neutralno kaj Isus Hristos ne postoji. Neutralno je na drugata strana. Zašto mi treba mene toj mir so Bog? Tukaj, v isto to poslanje do Kolosjanite, dobivame jedna diagnoza na naša ta sostojba, pred da se obratime svesno kon Isus Hristos. Tamo čitame i vas, koji bevte nekogaš odtujeni i neprijatelji na Bog, vo svoje to mislenje i vo lošite dela, sega ve izmjeri preko smrta na njegovo to čovečko telo. Malce drugi zborovi, ama isto to. Koji se tije ljudje što se izmireni so Bog preko smrta na Isus? I vas piši toj. Barem to abeja vernicite vo Kolose. A jaz tukaj se gledam sami od sebe si. Jaz bev nekogaš otugen od Bog. I njegov neprijatelj. Jaz znam. Ama sekoja nedela bev od crkva. Religiozen čovjek koji istovremeno je otugen od Bog i Božji neprijatelj. Bog ne sozdade, živi od Bog ne sozdade, za zajedništvo so nego. Ama nije ljudje to, čovečki odrod, go izgubi to zajedništvo i nije sme otujeni od Bog. Božji neprijatelji ne samo vo lošite dela, to počnuva so našite misli, so našite stavovi. Tukaj je razsipanost vetje. Pred da pravam nešto, pred da kažu vam nešto. Znajte, kje živim neutralno, kje go zanemaruvam Bog, ama kje sam dobar čovjek. I zanemaruvanje to je jedan vid na prezir. Ako ti se obiduvaš nekomu da mu se javiš, i to nikoga ne ti kreva. I pokraj to što znajte kad si ti,
Ти не велиш, ама човекот е неутрален. Не, тој ме неки. Може би ме презира. Постојано занимарување на Бог е еден вид на презир. Значи, ние сме Божи непријатели, отуѓени, а создадени за заедништво со Него. И затоа сме како уплашени, изгубени деца, без Бог во овој свет. Дека ние би функционирале во блиско заедништво со Бог. А потоа сме отсечени, отуѓени и сега плачиме во една состојба за која не сме создадени. Човекот без Бог не е слободен, туку изгубен. И имаме лоша совест. Она што го правиме ни прави лоша совест и тоа е добро нешто. И Бог ни се чини како закана, не како решение на нашите проблеми. Треба да примиме мир со Бог, помирување со Бог од нашата страна, бидејќи сме грешници, виновни сме пред Бог и самите не можеме да се поправиме, да се спасиме. И тоа ни е многу потребно за тоа што Бог апсолутно сигурно ќе му суди на целиот свет, на секој човек. Апсолутно сигурно. И ако не го примиме тој мир со Бог, кој тој ни го нуди, нас не чека со сигурност Божиот суд. Со сигурност. Едни цитати од Римјаните, посланието до Римјаните, првите 3 глави, таму на некој начин се утврдува како пред судот, се утврдува дека сите луѓе на ова планета се виновни пред Бог. А знаете, има луѓе кои без како се вика, без да се сомневаме, ќе велиме овие се многу лоши луѓе. И таквите луѓе кои кажуваат овие се многу големи грешници, за такви луѓе тука апостолот Павле зборува. Значи за тие подобрите. Подобрите што знаат овие многу се лоши. И вака прават. Овие се многу лоши. Јас не. А овие се многу лоши. Може би е тоа така. Би рекле фала Богу што, сваќаш, денес немам убиено никој. Океј. Убаво. Не е мило. Ама за таквите луѓе кои се сметат дека се исклучок од грешниците, Павле вели, ти немаш изговор, ти судиш на други, да, има полоши луѓе, има многу лоши. Ама ти самиот немаш одговор за тоа што, изговор, за тоа што ти го судиш другиот, самиот се осудуваш, за тоа што и кај тебе има расипаност, нискост, љубомора, завист, омраза, лага. Бидејќи ти кој судиш го правиш истото. Нема изговор пред Бог. А знаеме дека Божиот суд е според вистината врз тие кои прават такви работи. Еве вистинската Божја истрага на нашиот живот доаѓа до еден вистински заклучок. Јас кој стојам тука пред вас, јас сум виновен пред Бог. Ja. И мислиш ли о човеку кој им судиш на оние кои прават такви работи, а истото го правиш, дека ќе го избегнеш Божиот суд? Самото тоа што велиш ти, ама оние се многу лоши, не значи дека ти си добар според Божите стандарди. Ja? Секој од нас на свој начин ги потврдува под Божите стандарди и е грешен и виновен пред Бог. Секој за себе. И никој нема да го избегне Божиот суд. А на такви луѓе Бог нуди мир. На такви луѓе Бог нуди тотална прошка и да заврши судењето
Затоа што еден друг веќе беше во судот на место нас. Исус, кога беше распнат на крстот. Како се добива тој мир со Бог? Уште еднаш се враќаме. Бог направи мир. Исус Христос направи мир преку крвта на неговиот крст. Тој мир кој мене ми треба, јас не морам да го правам. Исус го направи. Со други зборови, Исус ја плати мојата казна. Ja? Исус ја плати мојата казна. Во битола, кога некој сака да те казни, ти што правиш? Се јавиш кај некој близок, кај полицијата, се кини ливчето. Се кини ливчето. Кај Бог не се кини ливчето. Кај Бог друг плати. Моето ливче, твоето ливче, Исус веќе го плати со своите страдања и својата смрт на крстот. И сега Бог нуди прошка, не кинење на ливче. Прошка тотална. Поради тоа што тој што таму умре за нас му е толку мил и драгоцен, скапоцен на Бог. Како се добива Божиот мир? Пред се, да знаеме, тој мир е направен од Исус Христос. И сега што да правам? Сега јас да го добијам тој мир. Ja? Веќе го читавме, се враќаме кај истиот стих. Оправдани преку вера. Вера. Ги признавам моите проблеми пред Бог, мојот грев, мојата изгубеност, мојата оттуѓеност и слушам дека некој се погрижи за тој проблем. Исус. Целата Библија, да знаете, најважната тема, не знам дали ја имате отворено, дали ја имате чепкано. Можете ве, не, страшна книга, подобро да ме тепат со 50 удари, отколку да ја отворам Библијата. Ja, тоа е големо безумство, окей? Никој не лично не го навреди. Ако случајно го имаме тој став, тоа е безумство. Вера во Исус Христос. Преку вера го добивам мирот со Бог. Кога јас слушам, Исус направи мир за мене. Невиниот Божи син, распнат на крст, висејќи измеѓу Бог и човек, таму направи мир. За мене, за Алекс. Јас сум голем егоист. Сакам тоа да важи за мене, окей? И сакам да сте сите еднаш во животот вечерава егоисти. Да велите, јас сакам тоа да важи за мене. Јас тој мир да важи за мене, да стане мојот мир. Значи, јас слушам, ги читам овие стихови. И слушам, Исус направи мир за мене и покрај тоа што јас го мразив, или го занемарував во најблага форма. Сваќам дека Исус Христос е спремен, способен да љуби човек како мене. И не само да го љуби, туку да умре за еден човек како мене. И токму тоа тој го направи. Слушам дека Исус е господар над господарите, кралј над кралевите, сета власт му е дадена. Тој е способен и силен да ме води во животот, да се грижи за мене, да ме чува. Слушам дека тој воскреснал и проблемот на смртта бил решен. И јас учествувам во тој нов живот, во тоа воскреснување заедно со него. И сега велам на тој човек, на таа личност, сакам да му верувам. Му се доверувам. Ке му се фрлам во рацете, ме разбирате? Ке се фатам со него. Не му сакам да му припаднам. Не му сакам да му се покорам. Не му сакам да му го дадам водството во мојот живот.
Ако тоа го правам јас како одлука во моето срце, тогаш имам мир со Бог. Се случи. И се што Бог ветува и сака да ми даде во Исус е моje. Само пополека ќе го разбирам и ќе го откријам. Ja? Како некој синот на некој милиардер. Штом се роди, се е негово, наследството. Ама како што расте, сваќа што е негово. Така е со верата во Исус. Океј, сега доаѓа една приказна на еден човек, не се гледа многу добро. На левата страна човекот се вика Џон Њутон, живееше одамна 1725 до 1807 година. Се чудам како овие мажи тогаш, до стари години имаа толку бујна коса, окей? Нешто имаше, не знам, во храната или нешто, не знам. Џон Њутон, вие не го познавате, ама едно негово дело го познавате. Тој напиша една многу позната песна, ама пред да ви ја пееме песната, окей, ако тоа ќе го издржите, после има кафе и благо, окей? Значи, последната пречка вечерава. Џон Њутон се роди како син на еден морнар, на еден капетан, а со мајка му, таа беше верна жена, одеа во една слободна протестантска црква, секоја недела, и малиот Џон таму слушнал многу за Господ, за Исус, за ова тема што зборуваме, песни многу бави учел, ама за жал мајка му починала кога имал 7 години. Татко му се враќа од морето, од некој патување и после најкратко време зема друга жена. И малиот Џон од тоа беше многу разочарен и таа жена стана лоша макеја, класична приказна. Така што од 11 годишна возраст татко му го зел на море. Значи, тој бил 2 години на училиште, основно училиште, после оди на море. И станува морнар. И знаете, овие морнарите, стотици мажи заедно во еден брод, во такви услови, тој стана многу безбожен човек. Тој разви еден презир према Бог, према сите што веруваат во него, пијаница, хулец. Јас ја прочитав неговата биографија. И понекогаш се изморив од глупостите што човекот правеше. Си велиш, зарем уште во ова мора да влезе, и уште и ова. Значи имаше таков живот. Беше така бунтовен, не можеше да поднесува дисциплина. И низ разни вакви настани почнува да учествува во трговијата со робови од Африка. Чи бродовите тогаш од Англија во Африка пловеа од Африка во Карибик, од Америка назад во Англија. И тој станува ученик на еден англичанец кој живееше во Западна Африка, на некој остров. Ама таму партнерката на тој англичанецот, додека тој беше одсутен, го пороби и стана самиот тој роб. И некое време живееше како куче во окови надвор, со многу малку храна, болен и сето тоа. Ама после беше ослободен и татко му имаше пратено некој познаник да го бара и навистина го најдува таму во Африка и сега тој се наоѓа на патување назад кон Англија. Тој има сега 23 години. Ама пак на тој брод, кој го спаси на некој начин од Африка, тој почнува да крева проблеми, надпревари во пијанство,
стихотворби, многу надарен стихотворец беше, ама стихотворби, кој го подсмевуваат капетанот и така натам. Пак прави многу проблеми, што дури капетанот си рекол, зошто го зедов овој на мојот брод, само проблеми прави. Ама што се случува? На бродот Ньютон наоѓа една книга, христијанска книга, каде што се зборува за тоа како човекот треба да го имитира Христос. И Ньютон почнува да ја чита. И пополека тој си вели, што ако сето тоа е вистина? Ако ова е вистина, јас сум тотално изгубен. Мене не ме чека нешто добро. И додека тој ја чита книгата и размислува за такви работи, удира една голема бура, страшна, силна бура, бродот е тешко оштетен и вода влегува во телото на бродот, натре. И луѓето таму морат дење и ноќе да пумпат вода, да се спасат, да не тонат. И во тоа време Ньютон почнува да се плаши. Ньютон сваќа, ако ние сега ќе тониме, јас одам во Божиот суд. Тој бил во ситуација 11 сати да стои на кормилото и да се бори со брановите, да не случајно бродот се витка и да биде тотално, можеби да, како се вика тоа, да се преврти, се бори за живот, затоа што знае, ако сега ќе загинам, мене ме чека Божиот вечен суд. Ама во тоа време тој се почнува да се плаши и доаѓа до еден пресврт во неговиот живот. Се спасуваат во некој залив во Ирска и првото нешто што прави тој е да оди во некоја црква, да слуша проповед и да му се моли на Бог. И тој станува верник во Исус Христос. И во ова песна, која сега ќе ја испееме, со Весна, тој опишува што се случи, а сега ова е македонската верзија, а после ќе објаснам нешто за англиската верзија, што треба. Дали сме овде? Весна и обика. Кој број е? О Божја милост чудесна? 145. Вака може? Чекај, ова не. Не. О Божја милост. Јас ја знам на памет, мислам. О милост Божја. 149. Milost Božja čudesna, od smrti me izbavi, bez zaguben i najden su, nek sled i
што имате вие, малце ќе ми напуштеше гласот. Океј. Важно беше, во ова песна, ова мелодијата најверојатно ја знаете, таа е позната мелодија, ама содржината не беше јасно, затоа ја испев да знаете од секогаш, понатаму, кога ќе го слушате ова, тука ви кажува еден човек, како тој стана од изгубен, спасен. Знаете, тој самиот се нарекува бедник. На англиски a wretch like me. Бедник како мене. Божјата чудесна милост ме спаси. Бев изгубен и сега сум најден. Бев слеп и сега прогледав. И знаете, овие стрелки измеѓу. Гледате това? Бедник, спасен, изгубен, најден, слеп, прогледав. Стрелките, тоа е вашето поверување во Исус. Тоа беше негово поверување во Исус. Ама тоа нас не чека. Ако ние сакаме тој мир со Бог, да го добиеме, ова стрелка ми кажува, Алекс, твое име, тома, јас морам да се обратам кон Исус. Стрелката, значи, моето покаяние, мојот пресврт и моето свесно поверување, доаѓање кај Исус и поверување во Него, тоа ќе ме прави да сум спасен. Од изгубен човек без Бог, Бог ќе ме најде. Ќе сум најден и ќе го знам тоа. Од слеп, што не знае кој сум, каде одам, сега ја знам вистината, Бог ми ја покажа и јас ја прифатив. Ова стрелката е многу важна. Без ова стрелка ништо не правиме. Тоа е вашата задача, ме разбирате? Сватете го Бог сериозно и прифатете го неговиот мир. И знаете во овој стих што реков, на македонската верзија не може да се преведе тоа. Јас пробав, ама не може. Тој на англиски пее, милоста беше тоа, го научи моето срце да се плаши. Кога јас дојдов во ова бура и се плашив од смрт и Божиот вечен суд, без дна под мене, и се борам да останам горе жив, тогаш почнав да се плашам и тој отпосле сваќа, тоа беше Божјата милост која ме носи на таа точка да го прифатам Исус, да престанам со мојот бунт и да се предадам. Милоста го научи моето срце да се плаши и милоста ме ослободи од моите стравови. Милоста Божја ми вели, Исус умре за сите твои гревови, колку и да беше ти лош, богохулец. И сето тоа, се ти е простено. Исус умре за тоа. И човекот го прифати тоа и го знае тоа и после ја напиша ова песна. Милоста го ослободи од неговите стравови. Ова беше темата на нашето предавање денес. Од тоа излезе идејата. Знаете што? Заврши предавањето.